на таа линија. Има и такви блогови, има и анонимни блогови кои што имаат влијание. Да, меѓутоа твојот блог не е анонимен, тоа ми беше зборот. Таму е со име и презиме, па кој сака бујром, нели? Многу е важно човек да знае со кого има работа, па дури во таква комуникација. Знаете, тоа е предноста, ми се чини да направаме една споредба. Јунаците излегуваат на Мегдан. И се знае кои се, со име и презиме, ги знаеме како изгледаат. Така што, јас отворив Мегдан, кој сака може да излезе, да дискутира. Кој сака може да ја стави маската па да излезе. Секако, воопшто не е спорно, тоа е многу значајна форма на ослободување на човекот. Добро, мислам со сите комплименти, ние сме вака како кон нешто ново откриено вака во нашите животи, се јас зборам за мене, почитувани гледачи, меѓутоа навистина еден возбудлив процес на откривање на една нова методологија и една нова техника на изразување себе си и пронаоѓање себе си во таа изразување всушност. Сега сакам да те прашам колку е се ова важно на еден поширок, значи поглобален или меѓународен план, да не речем, кога станува збор за Македонија и македонците. И колку македонците, еве ти ги следиш, веројатно имаш можност да ги следиш тие такви пројавувања, колку се македонците спремни сега да се фатат во коштец на едно повисоко ниво и да ја представат вистината за Македонија, која ни недостасува вака како сегмент од нашево заедничко живење, како нашата вистина да ја пласираме надвор за да не разберат, и колку е ова вистинскиот начин за сето тоа? Овој начин е во секој случај брз, најефикасен, најефтин и најблизок до нас. Знаете како, јас не морам да отидам во Вашингтон, да прелетам со авион, да чекам пред некоја канцеларија да се објаснувам пред некој сенатор. Јас можам да му пратам порака по интернет. Не сум сигурен дека ќе му стигне, но може да му стигне. Ако се обидеме по класичните линии, било каде, ќе мораме да поминеме низ таа дипломатска форма, која што многу често може да не резултира со ништо. А на поединецот, кој што не мора и по дефиниција да биде инволвиран во политика, му дава можност, односно да нема политичка позиција, функција да е во целиот процес, може да му отвори простор самиот да одлучи да биде активист и да направи нешто за Македонија, за своите убедувања. Јас интернетот го користам во таа насока, бидејќи јас имам потреба, таа потреба ја чувствувам како да се она што ни се случува како историска неправда помогнам да се исправи. Или, ако сакате, да си се борам за моите убедувања, дека сум македонец, дека имам право да бидам македонец, дека имам право на своји убедувања, дека сакам да бидам слободен човек. И сето тоа може да се постигне на интернет, тој не познава граници. Таму се среќаваме, како што велите, доаѓаат од други држави, кај мене на блогот доаѓаат од други држави, доаѓаат грци, доаѓаат бугари, доаѓаат срби, доаѓаат албанци. Сите дискутираат, некои дискутираат културно, некои се жестоки, некои се вулгарни. Меѓутоа, можеме да оствариме во инстант време комуникација и може да дискутираме. Од друга страна, знаете како, може да пласираме наше стојалиште. Бидејќи модерниот свет, практично нациите, односно државите, не се продукт на милениуми. Тие се продукт на само неколку векови, на 2 века и помалку, на Балкан и помалку. И јас би можел во една линија да ги сведам на збир на уверувања. Нацијата е конституира тие што се внатре, односно државата, и без разлика дали е тоа историска вистина или невистина, сепак 10 милиона луѓе веруваат во тоа и тие пласираат своја вистина. Таа енергија зрачи како што зрачи
и пред себе ќе најде на препреки или ќе ги заобиколи или ќе застане пред тие препреки. Она што на нас не се случува како на држава и на нација, што имаме пред себе многу сериозни препреки и имаме многу мала усогласеност на енергијата која што се стреми да ги надмине тие препреки или да го илуминира, да го презентира тој наш став како нација. Сега на интернет ние тоа можеме многу лесно да го правиме. Доволно е, да кажам, јас цела година размислов една видеоплатформа, платформа која што дава можност да се стават видеоматеријали, како да ја надмудрам. И смислив начин. Значи може да се смисли начин, не мора да дојат 10.000 македонци, може 10 активисти да направат одредено видео кое што има македонска содржина, еве да речеме извадок од оваа емисија или било која ваша емисија, да се пласира, да биде видливо за цел свет. Не ни требаат пари за тоа. Не треба само идеја, не треба само активирање на умот, не треба само како сакате надмудрување на системот. Секој систем, секоја загадка, секоја равенка има свое решение. Меѓутоа со техника која веќе ја познавате и нели сте по пат на практицирање сте нели дошле до собствени сознанија како тоа најдобро и најлесно и најелегантно.